Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитани гледачи, ве сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 60 до 65 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Прва емисија после Великден и мислам дека некои работи треба да кажеме, посебно треба да кажеме во емисијата. Имаме едно одлично интервју со Илија Цевски, кај што ќе треба да одговориме на прашањето каде оди Македонија, што се случува во Македонија и зошто е целиот овој хаос, целата ова хистерија низ која поминува Македонија. Хистерија која не трае ни еден ден. Се отвора одредена тема, се прави хистерија од таа тема и таа хистерија не трае ниту еден ден. Наредниот ден се заменува со друга тема, па се прави хистерија околу таа тема и таа хистерија повторно завршува за 24 часа. Пред еден месец ние го одложивме пописот во Република Македонија. Никој не се сеќава веќе дека пописот одложен во Република Македонија. Пред 2 недели разговаравме за пасошите во Република Македонија или аферата со пасошите. Никој не се сеќава на аферата со пасошите. Тоа покажува дека ние се наоѓаме во еден контролиран хаос. Тој хаос може би да го контролира или да го наметнува власта, може би да го контролира или да го наметнува опозицијата, но кој да го наметнува, кој да го контролира, тоа е штетно за Република Македонија. Во овој момент, почитани гледачи, ние знаеме што не сакаме, но не знаеме што сакаме. И дебатите кои ги водиме на еден сосема погрешен начин. На еден погрешен начин како што тоа не прави една зрела држава, една зрела нација. Нација која знае како да ги решава проблемите, како да разговара за проблемите и како, откога ќе се договори за тие проблеми, да нема победени, да нема победници и тоа да биде во интерес на Република Македонија. Еве да го земеме примерот со електронските учебници. Јас прифаќам дека мнозинството население во Република Македонија не сака електронски учебници. Може би се во право, може би не се во право. И ние кои размислуваме различно од нив, ако нивните аргументи се поброени, ако тие се мнозинство, ако тие наметнат својата вистина и својот поглед на работите, ние тоа ќе го прифатиме. Бидејќи тоа е во интерес на државата, без разлика дали се во право или не се во право. Седнуваме, разговараме, ги спротиставуваме аргументите. Ако победат тие без разлика дали се подобри или полоши нивните аргументи, но ако се поброени, тогаш ќе направиме се тоа да биде спроведено. Меѓутоа, тука останува еден горчлив вкус во устата дека ние ни тоа не знаеме да го направиме. Дека и тука сме зависни од политичките партии. И дека и тука не се однесуваме како рационални суштества, туку се однесуваме како навивачи. Па навиваме за електронски учебници или навиваме против електронски учебници. И при тоа не гледаме каде оди светот, каде оди времето. Пред 10 години, секој ден го почнувавме со пишано издание на некој вестник. Тоа веќе не постои. Вестниците ги читаме на интернет, ги читаме на нашите телефони. За 5 години нема да постојат телевизија. Мобилниот телефон ќе биде наша телевизија. На мобилниот телефон не само што ќе гледаме серии, ќе гледаме вести, ќе гледаме политички емисии. На мобилниот телефон ќе можеме да емитуваме вести. Ке можеме да снимаме вести. Со овој мобилен телефон ке замениме се. Ке замениме телевизија од 60 до 120 луѓе, ке замениме камери, ке замениме монтажери, реализатори, све ке замениме. И кога ќе ја погледнам мојата кариера наназад, а таа трае 25 години, сум почнал во вестник, па во неделен вестник, па во телевизија, на крај сум се префрлил на YouTube. Само следејќи мојата кариера во 25 години сме поминале низ 4 крупни промени. И ќе поминеме најмалку низ една или две други крупни промени. И ние сега разговараме дали треба електронски учебници или не треба електронски учебници. Јас прифатив моето дете да не учи на електронски учебници, бидејќи не сакам да го носам детето да биде во конфликт со другите дечиња. Не сакам да му наметнам одреден товар. Не сакам да се конфронтирам по линија на некој помал отпор со пошироката средина, со пошироката заедница. И сметам дека треба така да направам во интерес на фамилијата. Но ако поединец би размислувал, би анализирал, тогаш би си ја поставил дилемата или прашањето: зашто ги подготвуваме нашите деца да бидат ученици на 19, да бидат ученици на 20 или да бидат ученици на 21 век? Гледате што нас ни донесе пандемијата. Тумбе е свртен светот. Па веќе нема потреба да има факултети во секое село што ги правеше Никола Груевски. Веќе нема да има потреба од студентски домови. Студентите онлайн ќе учат. Значи нема родителите да прават одредени трошоци. Нема да има потреба вие додите во Минхен или во Хамбург да фрлате многу пари да направите одредени состаноци. Тоа ќе го направите преку Skype или ќе го направите преку Zoom. Нема потреба да одите во некој бутик да купите
Сако да купите одело, да купите јакна, лакоста. То можете да го направите онлайн. Ако претходно сте морали да имате 8 продавници, па да имате 8 кири, 8 режиски трошоци, вода, струја и така натаму, да вработувате 2 или 3 жени во тие продавници, да плакате кирија. Сега веќе немате потреба да го правите тоа. Тоа е новиот свет. Се нарачува преку Амазон, се нарачува онлайн. Пица ке нарачате онлайн, нема потреба да одите да палите бензин, да дојдете така натаму и така натаму. И кој не ги гледа тие промени, трајно ќе остане заглавен во минатото. Тоа е она што треба сите да си го поставиме. Ние планираме да се движиме кон иднината или сакаме да останеме заглавени во минатото. И едното и другото можеме да го направиме. И тоа треба да биде наш избор. Ако го одбереме едното, треба да знаеме кои се добрите и кои се лошите страни на тоа. Ако го одбереме другото, треба да знаеме кои се добрите и кои се лошите страни на тоа. 30 години ова држава сметаше и политичките елити тоа не окажува и така ги гласавме на избори дека треба Македонија на крајот на целиот тој процес да стане членка на НАТО и да стане членка на Европската унија. И сега гледаме како не функционира НАТО, а уште помалку функционира Европската унија. И ние сме загрижени за таа Европска унија, бидејќи велиме таа Европска унија не може да се грижи за своите држави, за своите членки, за своите граѓани. Нив не може да им обезбеди вакцини. Како таа Европска унија ќе се грижи за нас? А ние направивме сериозни отстапки за таа Европска унија. Од име, од идентитет и така натаму и така натаму. И на крај таа Европска унија не е во состојба да ги реши нашите проблеми со Бугарија, нема капацитет и сила да ја натера Бугарија да не става вето за Република Македонија и ние се чувствуваме изневерени, се чувствуваме разочарани. И како одредена нација, млада нација, која не може зрело да размислува или која не е истренирана зрело да размислува, ние тоа емотивно го доживуваме. И веднаш велиме, па видите, тоа не треба веќе да се случува, па зашто ние да се бориме за таа Европска унија, која таа е неспособна унија, која таа ќе пропадне така натаму и така натаму. Така не размислуваат зрели нации. Зрели нации се свесни дека се што се прави во животот се плаќа одредена цена. Таа цена ја плаќаме ние, ја плаќаат германците, ја плаќаат британците. И британците има исти таков крстопат кој што имаме ние. На референдум одлучија дали сака да останат или не сака да останат во Европската унија. Донесо одлука и врз базаната одлука имат и добри и лоши елементи. По 10, 15 или 20 години британците ќе подлечат црта и ќе кажат дали Брекзитот им донел многу повеќе позитивни отколку што им донел негативни елементи. Тоа што сакам да го наметнам на почетокот на оваа емисија пред интервјуто со господин Тацевски дека ние мораме да се однесуваме како зрели луѓе. И кога ќе донесеме одлуки, да знаеме зашто ги носиме тие одлуки, да сме спремни и свесни дека плаќаме цена за тие одлуки и таа цена што ја плаќаме можеби нема да ни се врати или да ни се ефектуира веднаш, денес, сутра или за една година, но тоа го правиме за иднината наша, на државата и на нашите деца. Тоа е суштината на зрела нација, на зрела држава. Носите одлуки. Не само што носите одлуки, знаете како да ги реализирате тие одлуки и што е најважно, знаете да живеете со тие одлуки. Затоа американците постојано велат дека во политиката најголем дел од нив се со воени школи или се воени лица. Зошто? Бидејќи имат нервен систем да направат компромис и имат добар стомак кој може да го свари тој компромис. Значи вие правите компромис и ќе научите да живеете со тој компромис. Меѓутоа кога веќе ќе направите еднаш компромис, не можете секој ден, секоја недела, секој месец вие да се преиспитувате дали е тој компромис добар што сте го направиле. Сте го направиле компромисот, сте платиле цената. Ние сите се боревме да не се смени името. На 30 септември најголем дел од нас, или најголем дел од вас што ја гледате емисијата во Центар, не излегува на референдумот. Името се смени. И се што треба да направиме? Да одиме и наредните 3 години да велиме ќе го укинеме преспанскиот договор, ќе го укинеме овој договор, нема да го укинеме. Нема ниту една политичка партија, релевантна политичка партија, која ќе го укине преспанскиот. Знаете што се случи во Грција? Па го укинали преспанскиот договор. Па Мицотакис беше главен против преспанскиот договор, дојде на власт, го прифати преспанскиот договор. И истото ќе случи во Република Македонија. Затоа немојте да ги лажете луѓето. И ако прифатиме да нема електронски учебници, да знаеме зашто го правиме тоа. Но по 1, 2 или 3 години ние ќе се вратиме на таа тема, бидејќи ние ќе треба да подготвиме деца за 21 век, кога сите околу нас ќе предат на електронски учебници, ние ќе бидеме последни. Ние ќе бидеме последни. И тоа е она што Македонија постојано го прави во својата историја. Ги промашуваме темите, го промашуваме тајмингот, го промашуваме времето.
И кога луѓето излагале во партизани, ние сме седеле дома. Кога тие седеле дома, ние сме излагале во партизани. Кога тие правеле држава, ние сме сакале да правиме некоја заедничка држава Киро Глигоров, Алија Изетбеговиќ. Постојано сме некако во некоја, не знам, лимбо ситуација. Сите идат лево, ние одиме десно. И мислам дека е крајно време тоа да се смени. Било која одлука да ја донесиме со договор. И кога ќе ја донесиме да ја почитуваме, а не после еден ден, 2 дена, 5 дена да се приспитуваме дали сме ја донеле вистинската одлука. Бидејќи кога ќе седниме и ќе се договориме, едните кои се за, другите кои се против. И ако треба ќе се караме еден месец, на крај кога ќе донесиме таа одлука, таа е заедничка одлука. Тоа е суштината. Ова беше мојата најава, почитувани гледачи. Следува интервјуто со Илија Ацевски. 50 на минути, одличен интервју со господинот Ацевски. Останете со нас, погледнете го интервјуто, сигурно нема да зажалите. Професоре, што се случува во Македонија? И ема ли одговор на прашањето што сега ни се случува? Како цената, како цената на 30 години да ја плаќаме сега? Еве, плаќаме затоа што ја го сведам само во еден поим. Тој е така наречен рационален хаос, односно ирационален хаос. Што подразбирате? Бидејќи е хаос. Сите оние, како би рекол, компоненти, елементи или составни кои го следат развојот на македонското општество после 90-тите години, као да ја доживува својата кулминација. Сега. Поради пандемијата, поради кризата? Поради пандемија, поради она што случува со Европската унија, поради проблемите со Бугарија, а и делимично со проблемите со Грција, како малце ги позаборавивме, проблемите со Албанија. Да се разбереме, Македонија веќе се е претворена во една, како да речем, федерална држава. Добро, професоре. Тие се 4-5 компоненти кои што го формираат ке обичниот човек, тој, како би рекол, корпус на реакции, на вредности. Пандемијата ни е од март минатата година. Тоа е некаде 15-16 месеци, 17 месеци влегуваме. Немавме толку тешки карантини последната фаза, последните 2 или 3 недели. Има многу држави кои поминани с многу тешки карантини. Гледате, Бил Гейтс и сопругата се разведуваат, значи бракови се под удар, деца се под удар, начин на живење и така натаму. Се растура класичното се покажува дека кога се во карантин луѓето не знаат да комуницираат помеѓу себе. Маж, жена, со деца и така натаму. Значи се јавуваат драматични проблеми во самото семејство. Да, али видите, тоа доаѓа и можеби не толку семејство колку што го погодува поединецот, личноста, индивидуата. Како? Затоа што ние го носиме тоа чувство на загрозеност. Во моментот. Смрт. Мислам, не во моментот, тоа трае подолго време. Еви, ова ситуација која влегувам тука, кога тоа сето е создава таа психоза, е создадена таа. Ке миете раци, носете маска. Многу ритуали кои што не се познати пред тоа. Претходно не сме ги правили. Мораме сега да ги некако почитуваме, да ги правиме, ако не ги правиме, да ги мислиме дека ќе биде многу лесно изложено како е поделена јавноста. Имате еден малцински дел 20-30% кој вели не постои вирус. Не би сакал да налегуваме медицински во некоја дебата, бидејќи не сме експерти, нејасни. Вие меѓутоа имате еден дел на јавноста, на македонската јавност, која одбива да се соочи со таа една реалност. Не постои тоа. Тоа е лага. Тоа се објаснува. Тоа не функционира. Тоа се објаснува, тоа секогаш ќе постои ке една категорија група луѓе кои што тие прекосат. И тие се агресивни. Не се работи за агресивност, тој едноставно не сака да се покорува на некои закони кои што важат за сите. И јас сум вика тој кој што сето ова нема врска, никој мене ништо не би можел. Тој има своја една психолошка позадина. Се до момент додека почнува да го погодува таа во блиската околина. Тие многу брзо после се менуваат. Се кршат. Се кршат апсолутно. И тоа секогаш постоело. Гледате, па дури за време на војна, оние кои што се тие борци сега, како тоа ќе го објасниме, во име некои повисоки идеали, го изложува собствениот живот.
Овие не го прават тоа во некои високи идеали, но чисто еден пркос кој што постои кај. Че прелано вели дека тие луѓе тешко се соочуваат со реалноста. Тешко, да. Дека се тоа 20% од општеството. Тоа е објаснување. И дека на тие луѓе не треба воопшто ни да им се обраќате, не треба ни да комуницирате, бидејќи не можете да комуницирате со. Нив кога ги погодува блиската околина или нив ова, тогаш тие се некако се освестуваат дека каде се најдуваат. Нивна реалноста за нив практично не постои како што ние ја поимаме. Во тоа е целиот Значи, проблем. различно ја примаме Апсолутно, реалност. Ирационален хаос. И навистина е хаос. Тоа е така како објаснуваат како ирационален хаос. Што е постора, нели се ако кошката или јајцето? Тој хаос ни се сервира од социјалните мрежи или ние хаосот што го живееме и што го носиме, ние го сервираме на социјалните мрежи? Тоа му го овозможува мрежата. Кој? Кој му го возможува? Пристапот, види, едно малцено елементарно објаснување. Овој процес на глобализација од една страна нас не, како би рекне, не групира, така, ни формира некое јавно мислење, но од друга страна не индивидуализира. Јас, кога сум дел од таа мрежа, имам можност, во тоа е можеби и придобивката на тоа во една позитивна смисла, да го наметнувам моето мислење и да го бранам по секоја цена. Питам, не може една структура... Само еден податок, може би тоа е зачудувачки. Еден човек во 15 век, пазете, прима информации за својот цел живот, колку што еден човек тоа го прави во еден ден на денеска. Јас денеска избројав негде околу 600 и 800 информации кои што идува на мрежи во различни начини. Пазете, Значи за еден ден ние примаме повеќе информации него човек во 15 век за цел живот. за цел живот. И што се случува сега? Ако ја ги немам тие механизми на некоја елементарна селекција, што создава во мојата глава? Хаос. Па за тоа зборуваме Тој ние. е ирационален хаос. Ние за тој хаос јас говорам кој се создава. Гледате. И тоа го поврзува сега, еве, ова што се води са ова дискусија околу тие дигитални учебници. Ке дојдеме до таа. Истошеноста. Ке дојдеме до таа. Гледате, се создава тема и афера и таа трае 24 часа. Други ден излегуваат, вие демантират тезата, вие демантират аферата, вие идете со нова. Па други ден доаѓаат, вие демантират, вие повторно идете со нова. Тоа е начинот на владење на елитата. Та не може да го држи вниманието сконцентрирано само на еден случај. Значи ние немаме концентрација повеќе од 24 часа Нема, да издржиме одредена да... Погледнете. Да се подсетиме некој еве пред едно 10 на 15 дена за некој нешто, ние не ги веќе памтиме. Беше аферата за пасоши. Да. Кој збори денес воопшто за Ма аферата? какви да. Пред месец дена попис е одложен. Точно. Во било која држава, во било Истиот ден кога се одложи, другиот се ден заборави. ние заборавивме Се зашто заборави. стануваше зборот. како тоа да го дефинираме? Толку ли ние имаме проблем да ја прифатиме реалноста, толку ли е лоша таа наша реалност, што веднаш ги забораваме лошите моменти? Видите, реалноста сега е кога зборуваме за таа дигитална или сајбер реалноста. Добро, Таа некојаш нема врска со реалниот живот. таа Тоа е најчесто проблемот кој таа тоа најчесто го сервира. нема врска. Па, овие од денеска владеачките елите многу добро тоа го знаат. Мислам, Па не сум сигурен дека власта тоа го прави на Не, социјалните не, мрежи. не. Јас мислам дека опозицијата многу повеќе го прави. па, Гледате, он зборувам имат власт, он имат зборувам оние кои што- имат организиран еден зборувам за систем. елитите кои што се борат за власт или се на власт. Без Организиран разлика, систем. апсолутно да. Знаете, имате еден организиран систем кај што се во состојба да денунцират кого сакат. Ненад Јовановиќ, на пример, гостуваше кај мене во емисија пред 5 месеци. Стварно беше едно брутално интервју што се вели, помина многу лошо во тоа Добро, интервју. кај тебе секогаш така. Не? Да. И човекот пред 3 или 4 дена напишал пост. Го утепа таква харанга, Да. таква нарачана хајка. На Великден беше тоа. Значи, растур систем го направи. Значи, секој што ќе помисли различно од тој социјален групиран олош на Твитер и на Фејсбук, е така растурен, така масакриран, да не му падне на памет повторно да дојди, да има страх. Што бараш во нашата група ако мислиш поинаку, да? Различно од нас. Па вие пишувате тамо, Емила Саровска групата. Еве, јас Ве пишувам читам. со неколку реченици. Ве читам тамо.
Мојата, еве тоа да го Зошто го правите тоа? Позадината на тоа јас ја оправдувам, односно ја разбирам, дека промените кои што ги носи ова време во таа сфера на дигитализација мора да бидат, како би рекол, од најмалите години кај децата, од најмалите години, да бидат својствени, насочувани, делимично и контролирани, за да може таа креативна енергија на дигиталното да биде навистина продуктивно. Вие има ќутек да изедите за тоа што го пишувате, мислам, дали сте свесни? Ви читам таму, пишувате, Мила издржи. Да. Па мислите на министерката за образование, Апсолутно, Мила Цар. Па после пишувате, најмила издржи. Да. Мора да издржи она. Имате таква негативна енергија, такви коментари, купен, платен, разочаран. Да, и други безобразни колнења и така. Зошто на човек на 70 години му е потребно да оди на таа група која е направена за напади врз реформата на Мила Царовска, ако може да се нарече реформа. Еве ви кажам зошто. Зошто вие одите? Ама еве ви кажам зошто одите да ги провоцирате? Децата мора да почнат од најраните години да се дигитализираат. Што тоа значи за мене? Многу просто. Многу едноставно. Зошто да се дигитализираат? Затоа што за 20 години ние ќе немаме хартија и за 25 до 30 години барем 50% од сите работни места, како што ги барем во овој развиен свет, ќе бидат дигитални, ќе бидат роботизирани. Како вие ќе оспособите еден човек денес не да работи нешто, а да нема елементарна представа што значи дигитална информација? Молим те. Мислам дека ние развиеме општество во Македонија, значи сега говорам за Македонија, развиеме општество на двојни стандарди. Едни стандарди важат за родителите, едни стандарди важат за децата. И сега ги слушате мајките и татковците, например, имам керка прво оделение, и за да не доаѓаме во конфликт со заедницата, детето нели да не биде изопшто, не прифативме да биде со учебници, да не биде електронски. Да не речете, еве сега, не знам, наметнуваме некоја мистење и така натаму. Имам сосема различен став, но за да не бидеме, да не се двоиме од заедницата, прифативме да биде со учебници. Само да кажам. 99% од родителите цел ден седат дома и штракаат на Фейсбук, пишуваат на Фейсбук. Телевизија. Па дури ни телевизија не гледат на Фейсбук, тамо штракаат. Телевизија се гледа и на телефонот. На Фейсбук. Излагат со децата надвор, ги пуштат децата да трчат, тие повторно се да те гледат на Фейсбук. И секој ќе ги прашате зошто сте против дигитални учебници, те велат ние едвај правиме се децата да ги тргнеме од компјутери, од мобилни телефони. А он е пример како тоа цел ден го користи. Па кого гледа детето цел ден, го гледа таткото и мајката кои се цел ден на мобилен телефон. Истражувања покажаа дека 3, 4, 5 сати скоро во просек децата се ставени на тие дигитални телефони, телевизии, екрани, како да ги наречеме. Прво, децата не гледат нас, што ние правиме. Еден најголем дел на денот ние поминуваме на социјални мрежи, поминуваме на интернет. Тоа е начин на живот. Кога последен пат некое дете, зборам за една просечна македонска фамилија, видела мајка или татко да чита книга? Ние гледаме колку книги се продаваат во Република Македонија. Моите истражувања се работи за студенти, тоа е беа многу разочарувачки. Имате истражувања? Например, пред 2 години кога ја правев книгата Универзитетот на Распеќе, и некои групи студенти на тоа прашање да наведат 5 книги или 6, некои кои што мислам беа на ивица дали да му пишеш 5 или 6, ако наведат 6 книги со наслов автор и книга, да им пишам преводна оцена. И колку наведо? Неколку ми наводнив. И тоа доживав тежок пораз, мислам, го кажувам, не, го прашувам еден тие студенти, кога рече Зоки Поки, и ја тоа е крена врат, се вика повеќе. Значи останате се во минатиот век. Зоки Поки, ете. Викам, ја го кажам да се зафркавам, мајте не вика професор. Пазете, го прашаш колку книги имате дома, не му наведено. Добро, професоре, гледате. Ни автор, ни ова. Ние се сочуваме. Сема не е учебник и така натаму. Ние се сочуваме со оваа пандемија и таа трае 15 месеци. И секој нормален човек сваќа дека светот драматично се менува.
Например, тие некои состаноци кои се правеле, кај што мораш да патош 1000 километри или 2000 километри, тоа веќе не постои. Тоа се све преку Нема Zoom. потреба. Тоа се прави или преку Zoom или преку Skype. Нема потреба. Во најголем ден студентските центри ќе бидат укинати. Значи нема да правиме ние факултет во секое село кој што правеше Никола Груевски. Туку ќе може од Валандово или од Богданци или од Росоман да се уклучи онлайн и да следи предавање или да може да полага на факултетите. Ајде да прифаќам дека учениците во прво, второ, трето, пето одделение, шесто. Ма тие мораш да ги во тоа беше идејата да ги подготвуваш Треба мали нозе. да ги подготвиме. Да знаат што сакаат тие. Меѓутоа светот нас ни се менува, например. Апсолутно. Ако сте вие некој бренд, променете. не знам, Лакоста или било кој друг, и вие треба да бидете присутни во една држава, треба да отворите 6 продавници, па да земите дуќани 6 најмалку, па да плаќате кирија, па да плаќате вода, па да плаќате продавачки, па да плаќате све. Сега одеднаш вас се треба само еден човек. Дури не ви треба ни еден човек во Македонија, каде што ќе можат онлайн да нарачуваат. При тоа нема да се сомневате и да се плашат дека нарачуваат фалсификат или не фалсификат, бидејќи нарачуваат директно од централата на Лакоста, на Адидас или така натаму. И ние затоа јас говорам. И ние тоа го гледаме. Тоа мене ме наведе, што ви тебе зошто вие сега сте се вклучени на оваа група, тоа ме наведе дека родителите мора да се соочат со тоа. Мора да се соочат со тоа. Кое? И децата мора да ги елементарно контролираат. Ако тоа дете во просек 4 сати денеска е надвор, учи нешто, игра, гледа во компјутерот, во телевизорот, тоа гледање од 4 сати, сведете го, нека гледа 4 сати, но нешто кое ќе му користи нема да. Кога ќе почне тоа да станува ефективно, ќе се намалува времето во гледање на некои нешта кои се непотребни. Откаде е тогаш таа реакција, драматична една реакција? Не прифаќаме. Откаде? Има објаснувања, ајде да го земеме еден политички, партиско-политички, има нешто. Има партиско-политички, има еден дел кој што добар дел од наставниците се надвор од тој процес. Не се оспособени? Не се оспособени. Мислам па ние ги оспособуваме на факултет, како им даваме да биде наставник, така, а појма нема за тоа. Добро, професор, ајде речете професорите или наставниците. Има и тука имат 50 или 60 години. Меѓутоа ние што правиме? Владата и тука има, односно што правиме со студенти кои доаѓаат на факултет, кои доаѓаат на универзитет и освен на Facebook не знаат преку интернет ништо друго да прават. Па за тоа ви говорам јас. Студенти, значи не говорам за професори на 60 години, говорам за млади деца на 20 години, на 21 година. Овај семинарски работи. Семинарски, дипломски. И собрав и нема да верувате. Скоро 2/3 земани од Википедија, од некои текстови. Се препознаваат. На семинарска? Семинарски, дипломска, на тоа ниво. Што тоа ви значи? Што тоа значи дека ова едноставно, што викаше еден студент, пасте копу. Пасте копу прави? Да, пасте копу. 5 копи, го тура на тоа и повелете. И ние најдобар дел, добро колега, браво. Зошто? Просвете. Ама доаѓаме до систем кој така функционира. Јас повеќе не се прашувам дали е тоа квалитетно, неквалитетно, едноставно извршено, повелете и не сакам да се занимавам со тоа. Значи, јас и вие се сеќаваме на еден систем пред 30 години, 35 години. Без разлика дали беше комунизам или не беше комунизам, доктор се почитува, учител се почитува, поп се почитува. Значи, тоа е авторитетот во било кое мало место. Одеднаш гледате како авторитетите се рушат. Па ние сега имаме, се извинам, сега ние имаме попови, Агат Ангел и Дедо Петар, кои велат дека веруваат во задгробен живот, кои веруваат во Господ, ама повеќе веруваат на Систина отколку на државна болница, па имат корона и не дават пример на својата паства, на своите верници, така натаму. Па одат со своите верници во државна болница. Тоа е еден богат живот. Ти одат во Систина. И го слушате ли оној Дедо Петар вика, Систина и Филип II биле правени кога паднал комунизмот и биле осветувани со попој, а овие во државна болница, мислам се извинам, овие во државна болница биле градени во комунизмот, дури не е за коментар. И не биле викани попови да ги осветуваат. Не е за коментар, реков тоа.
Не може, како да го коментирате? Значи, црква- Па за тој ирационален хаос зборуваме сега. Значи црквата е множиме по нула. Така. Доаѓаме со наставници и професори. Па порано, ние изгуби, чекај, професоре, кој одела мајка ми или татко ми на родителска, па со страв оделе. Па јас со страв сум ги чекал да се вратат. Учителот. Што кажала учителката за мене? Учителот во нормални држави, кои што држат до себе, е една од најпочитуваните професии. Така било. Ние произведовме учители, еве зборувам за УКИМ, пазете, каде што никаде не може да запишат некои студенти и запишат на педагошки факултет, онамо каде се произведува учители. Тоа се факти, тоа стои. Зошто? Затоа што државата го понижи тоа звање, го урниса. Внимавајте, го урниса. Второ, она не вложува во нивно понатамошно, како би рекле, усовршување. Имате држави, да не ги бројам сега ова, барем 2 до 3 пати годишно учителите се на дообука, на совладување на нови материјали, на нови пристапи. Ама овде имат проблем. Овде дајмо една диплома, како, на каков начин и така натака. Овде имат проблем електронски учебник да прифатат. Професоре, каква дообука? Какво образование? Седна партиите и ги вработи учителите по партиските војници ги вработи во школите. Стои тоа. Ако седнеме да анализираме едно дете во нормални услови, од 8 до 4 со целодневна настава, повеќе е во контакт со наставниците, со учителите, со педагозите, со воспитувачките во градинка, отколку што е со родителите. Ке дојде дома 4:30, ќе заспи 8 или 9. Значи многу е повеќе со нив. И гледате како фруиниран. Да, што ме разочара еден факт. Особено тие оние деца во градинките или пониски кога. Пак ли анализа се правеле? Сите анализи што се направи разочарувачки се. Не разочарувачки. Како може една воспитачка да има 10 до 15 20 деца? Ајде кажете ми. Па нема шанса. Па ние дома со 2 деца па не можеме да се снајдеме. Кога видов во Холандија или во Германија како тоа се прави, вие едноставно не верувате. Како се прави? Па се прави затоа што најмногу во групата има 3-4 деца. Секој дете му се обраќа како на личност. Работи со него, го следи. Значи од мали нозе, од мали нозе веќе тие знаат, го прават личност. Основно училиште кога ќе дојдат негде тие порите години, зашто тоа дете е надарено, зашто каде тргнало да учи. Веќе е проценето. Па е проценето, Овде ние, тоа ќе дојде, ќе заврши факултет, јас сум имал такви примери, ќе му даде диплома и он не знае зашто му е дипломата. И тој зоки поки ви вели дека го читал. Чекајте. Моите просре. Чекајте. Вие зборувате за тој ирационален хаос. Ете го, што се случува денес. Како велиме ние, врагот дојде по своето. Така, ѓаволот дојде по своето. Па дојде. Гледате просре. Сега како? Не може државата. Не може државата да ги isfinansira училиштата, да ги isfinansira градинките. Се обврзани или имат потреба да добиват средства од родителите и така натаму. Ке се најдат тројца или четворица понављачи, кои две завршиле средно школа, тоа завршиле со плаќање на дипломи, направиле некој шверц со Србија, направиле некој танге франге дома, и тие сега делат лекции како треба да изгледа образованието, како треба да изгледа школството и така натаму. Оние кои што има таа позиција да. И ние сега што би рекол Мио Драгзец, имаме диктатура на понављачите. Нас не се случува класична диктатура на понављачите во Македонија. Говориме за Македонија, не говориме за овде не боли нас. Јас можам да ти кажам за не многу за основно и средно, за високо образование. Дојдов до еден поим. Тоа е култура на корупција. Што значи тоа? Култура на корупција значи кој ќе се форматира системот, во тој систем, а сите, би рекол, степени, постапки на некој начин, се до таа фаза, до тој степен дерогирани, што вие да чепнете во било која област. Јас сум го направил тоа неколку пати, кога на времето имав 25 часа неделно и околу 20 предмети. И му викам на деканот, како јас можам за ова недела да одржам 25 часа?
А колешката има 30 часа, например. Знаете кој е неговиот одговор? Па ти си будала, ли, ќе држиш часови. Земаш хонорар, пази, чекај. Оној период таму, после 10-12 година, кога имаме масовно уписи на факултетите, 10 наставници, 200-300 студенти, пазите, група од 100 студенти, вежби, така. Се е тука доведено до таа ситуација, тој е коруптивен систем. Земаш добра плата, земаш добар хонорар, никој ништо не те прашува, пази, се тече, така. Навидум се е добро. Се е добро. Се е идеално. Се е добро, се дека некој ќе се најде, како ја што нешто направи, да се прашате, само се прашате зошто, пази. Веднаш те прогласуваат за некој екстремен елемент. Ти не си за тука. И системот во отфрла. И кога се, ете, ја се зборам за себе, може не треба да го зборувам, кога дојде пензија, наклоци од факултет. Да не го видиме повеќе. Во избрка на клоци од факултет. Да. Ја напишав тие 2 студии за универзитетот на Распаќе, можеме високо образование. А проблемот во суштина како многу се решава многу едноставно. Како да? Вие правите што сакате, така? Но ќе процениме една комисија, тело, како тоа ќе го, дека ќе ви кажеме дека вашите студенти, вашиот квалитет е многу низок. И вашите студенти не може да се вработуваат во државна служба. Точка. Па повелете пак, нека запишувате и кај вас повторно, но никој не ви брани тоа. Добро, професоре. Откаде Дали ме разбирате што е, која е поентата? Да. А не формираат тело, формира некоја група таму, па ќе правиме ова, правиме ова. Нема што да правиме ние. Се покажа дека тоа имаме низок квалитет, корумпиран, не е корумпиран, земал 100 евра, голема работа, земал 100 евра. Тој кај нас се случува. Системот е корумпиран. Сега со онлайн. Култура на корупција. Сега со онлайн полагање или со онлайн учење и се постава клучно прашањето дали на тестови во основно, во средно или на факултет, кога со онлайн поради пандемијата со коронавирус, учениците или студентите ќе лажат, ќе фалсификуваат. Гледате, тоа не се постава во Германија. Тоа не се постава во Данска. Бидејќи тамо, кого ќе лажат тие? Не можеш да лажеш таму, тоа е проблемот. Ако тамо не научат, нема да се вработат. Ма как? Тогаш и професорот, што им дал оценка, нема да може да биде професор, бидејќи произведува, кој што вие велите, ученици, студенти и производ кој не може да биде продаден на пазарот. И тоа е не може суштината. тие, кој кај нас се прашал дека од тој факултет, таа група, тие студенти се неквалитетни. Постои таква сознание? Не постои. Па не постои. Па ние имаме универзитети кај што велиме дека единствено може да паднат на тие факултети само ако се Јас сум ги сопнат, прашал студенти, само ако кога пак се сопнат по праќа скали. на ова. Што полагавте пред минајаве, гледам индекс. Дајте ги индексот. Вие сте полагале 5 предмети минатиот Семестар. сесија. Да. Тоа после месец. Наведете ги предметите. Вика професори, дајте ми ги индексот да ги прочитам. Не знам што полагал. Па не. Добро, професор, од каде тој отпор према новото? Гледате. Не е отпор. Не. Не. Имаме ние отпор, не имаме отпор. Не осудувам студенти. Не за студентите. Да не ме разбереш ова. Од каде е тој отпор према новото? Што да се понуди ново во Република Македонија? Па формирани се тие структури, за тоа ние говорам. имаме една енергија која ќе ги растури тие, например, електронски учебници. Океј, еве да не воведеме електронски учебници. Никој не вели дека мораме да воведеме. Па Или не мора да воведеме сега, или можеме да воведеме за 2 или за 3 години. Меѓутоа, ние никако да водиме зрела дебата. Зошто е потребно? Како е потребно? Кои се причините за? Нема такви дебати. И одеднаш имате, знаете, едно навивање. Па имате навивање за и против, но без аргументи. Тие кои што значат нешто во некоја функција, се добар дел, реков, не сите, нема да разбереш погрешно, да се невоспособени тоа да го прават. Тој не сака да си го нарушува својот комодитет, мир, да се живее. Што тоа значи неоспособени? Па неоспособен, он не знае да дебатира. Проблемот за него не постои. Чекај. Земал диплома така, докторирал, магистрирал, станал професор. Сите на науки се редовни професори. Од 40 па нагоре. Не само тоа. Ја говорам за јавноста, гледате. Ова чаша, ова чаша е проблем. Но кога се скршам оваа чаша, тоа што чаша не е проблем. Таа е скршана, нема. Така и со било што ново што се случува во Република Македонија. Ја велам електронски учебници, бидејќи тоа најголема
фама, најголема негативна енергија има испровоцирано позитивна или негативна во еден поголем дел. Вие пишувате тамо Мила издржи, Мила најдобра си тамо, на група што е против Мила Царовска. Јас кога ги читам коментарите, то се коментари на реални луѓе. Професоре, се продадовте. И вас ли ве купија? Па како не ви е срам? Па 70 години имате та. Па тие се во состојба да дојдат и да ве скршат од мајна. Ја ги разбирам. Ама зошто го правите? Јас ти кажам зошто, кој е мојот мотив? Кој е вашиот мотив? Па мојот мотив да провоцирате... дека сметам дека пак тоа го повторувам. Ви соочувате со реалноста? Дека реалноста освојување на нови начини на сознавање. Па тоа ве прашувам. Оние кои не минува ќе дојдат за многу кратко време. Ама доаѓа тука се пред нас. Мора да почнат децата да се соочуваат на еден многу правилен, многу исправен. Зошто не плаши новото? Па ви кажам зошто, да. Има затоа што не може човек кој е способен, кој е образован, кој гледа да се плаши од новото. Да се плаши апсолутно. Се плаши тој што не е образован. Па тоа ете го одговорот. Ете го одговорот. Ние сега Типа пред малце рече тој цел ден гледа во телефонот, по телевизорот, а на детето му вика чекај ти како да ние се однесуваме сега кога дете кое сме го пуштиле у шума или у тунел. И тоа вика во тунелот не се плашам и умира од страв. Ние се плашиме од новото. Значи тоа е некое длабоко потиснато чувство дека сме неспособни и дека ќе имаме проблем како да се приспособиме на една нова реалност. Имаме проблем, ние не сме ова како би способени. Еве јас пак зборувам, наведувам моментот за високо образование. Ама сте 40 години сте. Новиот систем кога се воведе, овој болонскиот систем, тоа беше револуционерен чекор и тие кои што го имаат тој систем кој што го спроведува во квалитетно образование. Ние за кого подготвуваме ученици? За 19 век, за 20 век или за 21 век? Мислам, добар дел се... Професоре. Добро да се воопшто се надвор од Еве ја дури да се направи една, овие што дипломираат, луѓе кои што нема диплома и оние кои што има диплома да ги споредиш по некое знаење, тука се некаде. Дури овие се, како би рекол, овие што има некоја диплома се пооштетени, мислат дека се оспособени. Во мојата кариера сум почнал во пишан медиум, бил Скопски вечер, подосна бил неделникот Пулс. Ги нема. Не постојат пишани медиуми. На умирање се, дали уште 2, 3 или 4 години. Пред 10 години секој ден сме го почнувале со вестници. Нема вестници. Сме велеле дека не може денот да почне. Нема вестници. Сме велеле не може денот да почне ако не купиме вестници. Апсолутно. Дека тоа толку убаво мирисе, дека бојата на печатени тазе вестници и така натаму. Ги нема тие. Читаме сега на мобилни телефони, читаме на лаптопи, читаме на компјутери. Па бев во телевизија. За 5 години, 10 нема да постојат телевизии. Нема да постои. Па и сега овој мобилен телефон ќе заменува се. На овој мобилен телефон ќе може да гледате серии, ќе може да гледате филмови, ќе може да гледате вести. И не само што можете, ќе може да продуцирате вести. Вие со овој мобилен телефон, 3 камери што ги имам тука може да ги замените. Може. Да снимите со резолуција 1920. Па за тоа збору ја да и во секунда да вршите лајв пренос. Тоа е новото време. Па тоа е, децата мора да ги соочиме со тоа на еден, за мене, продуктивен, еден позитивен начин. Нема бегање од тоа. Ја и себе се критикувам. По линија на помал отпор. Да не правам проблем на детето. И да не си правам проблеми себе си, велам не сакаме електронски учебници. Гледате, тоа е одење по линија на помал отпор, да не си правиме проблеми. Да не биде детето, не знам, предмет на одредени реакции. Да, оправдано. Да не испадне дека еве јас го одвојам дете и така. Натаму некаме не ќе учи со обични учебници, нема да оди со електронски учебници. Ако треба мојот став да го кажам, па тоа е еднината. Па ние се движиме кон таа еднина. Се ќе биде заменето електронски. Па во некои, еве сега го, како гледате ова плаќање, ајде тоа сметки, тоа се. Све професоре, ама све, посебно со пандемијата. Што друго беше? Вие гледате, пари има некаде, кај што нема пари има само. Гледате, со пандемијата све е сменето. Кој не го гледа новиот свет, ништо не гледа. Да, пандемијата нас не ќе ги забрза тие процеси. Апсолутно. Ќе ги забрза, да. Ќе
им даде драматични промени и у треба да им светот. даде една нова квалитетна димензија. Мора да се соочат оние кои што имаат моќ, така, оние кои што владеат. Од каде таа потреба толку да мрзиме? Не мрзиме ние. Па мрзиме како не мрзиме. Гледате, например, имате бугари и албанци. Ние било што поврзано со бугарите со албанците, било кое барање, Ако ме прашува оправдано или неоправдано, Претходно беше, ова ќе ви кажам за Бугарија, да. Проблемот со идентитетот со Бугарија е во суштина македонците во Бугарија. Ако Бугарија, пази, рече, признае дека има македонци од така пред 100 години, 200. во Пиринска Македонија. Не, дека постојат македонци, Така? како етнос, која група која се Ке треба да има македонци во Бугарија. Што ќе биде со тие колку илјадници, стотици илјади кои се во Бугарија, кои се претопувале, се претопуваат? Кој не? Што ќе создаде кај нив? Во суштина Бугарија ги брани тие нивни интереси, односно не интереси, ја ублажува нивната болка, и вели нема македонци. Внатрешен конфликт. Апсолутно. Кој е нивни внатрешен национален Тука е конфликт. клучот, инаку ако рече тие не е спорот Гоце. Што Гоце е? Ако рече Бугарија, слушајте, 1900 година македонци, да. Ајде Гоце да се борел за ослободување и нановала. Ама тие нема македонци, таа е нација создадена 45. Тито, не знам, таму мав замано со рака и да создаде така да се вака карикираме. Пошто вие сте Тука лежи проблемот и тој ќе стивне, односно ќе се спласне се до еден момент додека, како би рекол, таа енергија која што постои во Бугарија не кај нас. Ние не живееме со таа представа дека ова во однос на Бугарија. Не, во Југославија, социјализмот и после тоа толку не. Кога ќе се стивне тоа и нема проблема. Дури ние да не го дискутираме тоа, да не го поставуваат, зашто дискутираме? Како ние... Вие мислите дека не постои омраза кај македонците, кон албанците, кон бугарите? Не. Ја мислам дека постои. Не. Не мислам дека постои. Не. Видите, Тиранска платформа, па таа предизвикува такви реакции. Сигурно со Тиранска платформа луѓето влегоа на 27 април во македонскиот парламент. Основата е Тиранска платформа, која треба да се искористи да се спречи промена на власта или доаѓање на власт. Па имаме Бугарија. Па дури ни со Грција, дури ни преговорите со Грција, не го гледам така. Не беа така брутални, така навредувачки за нас како што се преговорите со Бугарија. Океј, ке речете таму е Каракачанов, Захариева на еден рурален кафански начин ја воде целата постапка. Не, пак не ме разбрал. Не ја водат. Ја водат како не. Го знаат тие проблемот, ние не го знаеме, ние немаме такви овде истражувања, согледувања. Тоа го видовме на оној момент кога се соочи Бугарија со тоа, не ние, Бугарија кога се соочи, дека ако речат македонци да, имало тие македонска нација се формира како и секоја друга нација, таму втора половина на речи го на 19 век, како и Бугарија во таа смисла, од тој момент, пази, од тој момент бугарите ги, како би рекол, некако ги фати некој грч. Зошто? Како ќе кажеме ние дека имало македонци почетокот на 20 век, молим те? За тие таму кај што живеат. За нив е болката. Односно, тие ќе направат сега проблемот. Добро, професоре. Еве нека каже Бугарија, нека се согласи со тоа, ќе имаме можност да рече дека да, македонци, да, 19 век, не знам што и така натаму. Бидејќи јас секоја сакам да говорам за нас, а не за другите. Имавме проект Скопје 2014 година. Тоа е веројатно една од вашите омилени теми. Едно спојување на социологија и на архитектура. И кариера направивте на тоа. Сега со овие протести, или беа протести, како велиме, траат 2 или 3 дена, протестите за овие висококатници кај Holiday Inn, и трае 2 или 3 дена како протестите или како, не знам, аферите со пасошите, одложување на пописот, и ние сме во тој еден ирационален и рационален хаос, кај што темите кои треба всушност да траат со месеци, кај нас траат 2 или 3 дена. Па сега ќе видиме таа одлука за Holiday Inn. Што направија со градот? Што направија Скопје? Имам чувство дека тука не се работи само за тема ми е копаш, ова ми е дел од мене. Не се работи само за пари, знаете. Не се работи само за пари. Тука се работи за некоја подсвесна потреба вие да креирате одредена реалност
И со таа реалност која вие креирате всушност да означите историски периоди. Целата историја, зговорам на Скопје 2014, вие всушност преку проектот Скопје 2014 наново сте сакале да ја напишете македонската историја. Вие да оцените. Вие да напишете. Не да ја напишеме, тука едноставно Скопје 2014 година е, како би рекол, таа задната страна на колективната меморија. Како велам, она другата, као скриената. Дека ние како македонци, така, водиме едно од античко потекло. Тоа што не сме сакале да окажеме, што не сме таа страна сега, Груевски, јас имам можност да работам на планот од 2011 година, на ГУП-от на Скопје, и ме тера некако да веќе напишам една студија за, као социолог, работев на ова што значи што значи планот. И вика, професор, ајде дајте ни еден текст за проектот 2014 година. И што напишате вие? Чекај, ја видам во ред. Но дај да видам вие, дајте ги некои тие материјали кои што сте ги имате, да видам што се замислува, не? Па нема, вика, такви материјали. Како нема? Па немаше, не, чекај. Тоа беше повеќе во главите од тие Груевски, тие беа околу него, Тега треба се направи нешто, пази, кое што во просторот сега, физички, ќе допре таа колективна меморија на македонецот од антиката, историјата назад, и го направија. И символот на таа меморија, Александар Македонски, тие не дека Александар, како? Војнот на коњ, ние уште, знаеш како се несуваме во тој момент? Ние не бе свесни што се случува во суштина. Барем овие кои се занимаваа, мислам, биќе никој од нас не бараше од тоа да го промислиме некако, кажете, имаше некој така периодично нешто ќе, но немаше некоја, како би рекол, едно рационално објаснување од она фела што некој се занимаваат со тоа. И кога почна тоа, влезе профитот многу брзо, така. Да, многу пари се направи. Многу пари, колку сега да не зборуваме, стотици милиони и ова, и една група од 30, сега да не спомнувам, тие се тоа фајдија, и ми вика сега да завршам ова поента. И што ќе биде, што мислите? Мене, што ми ова? Врагот ќе дојде малку покасно. И кој враг? Па најверојатно Грција ќе го постави тоа како проблемот. Тоа беше 2011 година, 12 кога. Како проблем? Па веројатно нешто тие, затоа што брендот е голем, името е големо, да некој така многу лесно се откаже од тоа. И тоа се случи. Каде одиме ние? Ние одиме, знаете што е мува зунзара? Па, знам. Што е тоа? Лета, лета. Зависи како ќе се вода. Тоа е летна мува зунзара. Да, но таа лета за да преживее. Да. Што правиме ние? Па еве. Истото го правиме за да преживееме? Да преживееме. Не друго. Затоа што чекај сега да преживееме елитите во Македонија, тие функционираат како кланови. Чекај, мислам партиските елити. Тоа се не може да едни без други. Не може ВМРО без СДСМ и СДСМ без ВМРО. Те се овие, например, протести што се за електронски учебници. Да. Станува образованието место... Види, тоа е толку, како да речам, имагинарен дел, да се спротиставувате, може да речат како и за пописот, така? Да. Нема готово, чао. Ако ние се сеќаваме после 10 дена, ето за што се случувало, значи избие нешто друго, а позади тоа се случуваат стварните работи. Кои се стварните работи? Парите, да. Се друго е имагинарното. Парите. Значи се оно што сега ни се случува. Само се врти. Се оно што сега ни се случува. Да. Целиот овој рационален хаос всушност треба да скрие. И го скрие. Кој ги кради парите? Кој ги кради парите? Кој ги зима парите? Ај се парите. Добро. И кога ќе вие чепнете сега малце подлабоко во тие фондови, во тендери, ќе откриете чуда. Ово може да се прави
само ако се формират луѓе кои се зависни од власта, луѓе кои се зависни од опозицијата, да не се чувствуваат капацитетни да направат нешто свое. Многу поредки се тие. Да се запишуваат, да земат партиски книжки за да може да бидат вработувани. И да имаат ова. Имаат одредени привилегии. Земи од тој списокот на советници кои плаќа Заев. Погледни го. Кои плаќа дебели пари, тоа се 500, Да. 600, 5.000, 50.000, колку се тие. Така Земи е. од списокот ќе погледни. Сем неколку кои што знам ја, другите се советник за образование, советник за врска. И ние не знаеме да направиме ниту една работа. Ако не се странците, гледате, толку е тоа понижувачки. Мора за се. Од една странците поради пандемијата помалку патуваат, помалку доаѓаат, помалку посветуваат внимание на другите држави, бидејќи се преокупирани со своји проблеми. Зато така именува Македонија како хибриден. Гледате, професоре. Тоа е хибридни режими, не се работи. Ако претходно говориме за некоја диктатура на времето на Груевски, во таа смисла дека не знам што ова се говориме хибриден режим. Хибриден режим е тоа е добро, што гледа вака се така дотерувано некако, но ништо не функционира. Значи, Или многу малку функционира. Нешто што се руши, еве сега да кажам, зашто не сум бил за шарена револуција, бидејќи сум гледал што се случува со 5 октомври во Србија. Се што ќе дојде на таков начин предизвикува една долгорочна нестабилност во општеството. Ние во Србија имавме една ситуација од 2001 година па се до власта на Александар Вучич, пазете на крај. Повторно еден авторитарен лидер доаѓа на место и владе 10 години како што бил Милошевиќ. Значи, но имавме период од 10-15 години кога властите брзо се менува. Кој имаше атентат на Зоран Џинџич. Демократијата е Кога имавме одредени коалиции кои беа нестабилни коалиции, така натаму и така натаму. И тоа се случува сега, имавме на шарена револуција. Беше срушена една заробена држава, како што велеа странците. Одеднаш е променето името. Македонија станува членка на НАТО, меѓутоа се либерализираат многу нешта, да се разбереме, да нема илузија. Не се отвараат преговорите со ЕУ. Има една таква фрустрација кај македонскиот народ. Сме сменили име, сме сменили презиме, сме сменили се. И бегајќи од таа фрустрација, ние одиме се подлабоко во историјата. Некои ќе се задржат на времето на Јосип Broz Тито. Свртување кон себе, тоа значи да не очекуваме ние чуда некој од Европската Унија, ако не почнеме реално да, како би рекол, да го зацврстиме тие демократски, би рекол, норми на функционирање, институциите да ги зајакниме, да го реформираме образованието, не? Во таа смисла. И ние ако чекаме само дека, ако почнеме преговори, ние гледаме таа Европска Унија, таа не може да даде вакцини за себе. И све што сме сметале, говорам за обичниот народ, све што сме сметале дека таа Европска Унија вреди како жртва да се направи промена на име, да се направи промена на одредена политика и така натаму, се одеднаш вие гледате таа Европска Унија не мокна, не може да се грижи сама за себе, не може да најде вакцини. Одеднаш некои источни држави од типот на Кина, од типот на Русија, која е сепак источна држава, бидејќи најголем дел од незината територија е малку посложена е на исток. Ве гледате дека авторитарни режими во вакви услови се снаоѓаат многу подобро. Секогаш било така, не е тоа како да речам, но и народот смета дека авторитарноста треба да се зголеми во Република Македонија. Бидејќи тоа е модел како можеме да излеземе од сегашната криза. Одеднаш не дојде многу демократија во Македонија. И ако во време на Груевски имавме малку демократија, сега не дојде многу демократија. Ние со таа демократија не знаеме што да правиме сега. Не да знаеме тука едноставно демократијата бара поголема одговорност и од поединецот и оној кој што е на власт, мислам, пред се мислам оној кој што раководат. Но тоа е проблемот, поголема одговорност за тоа што се прави. Ти не е само да ти си дел од медиумите, на пример. Јас се прашувам чисто, ние колку имате телевизии, колку 6 национални, па други па стотици радија, програми, па ова што говориме на електронски и така натаму. Дури не можеш да најдеш за кој медиуми ние разговараме? Не, зборам телевизии. Па вие слушате ли што е касове за радиодифузија? Не знаеме што се биле многу погодени медиумите од кризата.
Па ајде, треба владата да дава пари во медиумите. Па новинарите се меѓу првите кои се вакцинират. Така. Сите привилегии на медиумите им се дават, а медиумите со нито 1% не ги заслужат или не ги оправдуваат тие привилегии што ги дава општеството и ги дава државата. Ти кажува тоа, ќе почнат тие крајности или медиумите... И пак ли ќе имаме по една, две, три или 5 години извинување од директор или главен уредник на национална телевизија, дека бил немоќен да спроведе политика и тоа да му се извинува на министерот за отчетност, односно на министерот за информација, дека еве тој немало ингеренција од врзани раце и се извинува бидејќи спроведувал политика во време на Груевски. Елементарна вистина. Ево јас тебе ќе те прашам сега. Ајде слободно. Кажи ми ти денеска или вчера еден настан, така, Да. кој што е медиумски покриен и предпоставуваш дека тоа ги задоволува интересите на државата, на народот, ајде. Не, нема настан. Не, нема таков настан. Говориме од медиумски, не, нема таков настан. Во тоа е проблемот сега. И кој сум јас? Јас сум изложен на како граѓанин, како индивидуа, како личност, како не знам што, на десетици информации, полуинформации, битни, небитни, неважни, не знам какви. Ние сме една од државите со најмногу лажни вести. И ние креираме општествена слика, општествена реалност врз база на лажни вести. Веруваме во лажни вести, полувистини и врз база на тие лажни вести и тие ни наметнуваат слика. Еве зборувавме за законот, односно за дигитализација. Не знаем за што станува збор. Па никој не го прочита. Прво 99% од луѓето што пишуваат не го прочитале законот. За што станува всушност? По законот пишува дека секој има право да одбери дали ќе има книжни учебници или ќе има дигитално. Ако одбере да има книжни, никому ништо. Ако одбере да има дигитално очевидно оделение, може да има деца со електронски учебници и со обични. Ама чекај сега, види се реакцијата. Баш на тоа да. И да изгледам се овие некои отворени што програми, вика вака да. Ние не сме равноправни, така. Значи имате средини, односно училишта, кај што немаат ВЦ, така. Така е. И тие сега треба да учат од дигитално учебници. Дигитално. Тие нема да учат од дигитално, бидејќи нема тоа, тие учат од книжни, обични учебници. И тие се оштетени. И те прусре. И како се оштетени сега тие ако учат тоа, мислам, па за тоа ти кажам таа ирационална, како би рекол, или рационалниот хаос. Значи, тоа е рационалниот хаос кој се создава, удира и еве се што и седнеш ти чекај за што станува збор во суштината. И при тоа државата се обврзува дека тие што не располагаат со компјутери или лаптопи дека е должна да им обезбеди. Така. Тоа е законот за учебници. Да се труди да ги направи сите равноправни. Така. И никој не го има прочитано. Да не бидат исклучени. Или од тие што дебатира 99% го немаат прочитано законот. Него нема, да. Туку ние сме веднаш или за или против. Тоа го користат и рекол тоа е кога ќе добија таа партиско-политичка... Или сме за партизан, или сме за Црвена звезда и нема тука дебата. Нема тука дебата. Кој ќе влезе во таа партиско-политичка пресметка, тука повеќе рационалното губи тоа значење. Ги слушам бугарите. Значи јас 99,99% не се согласувам со бугарите. И сметам дека тотално е промашија целата политика во однос на Република Македонија. И не само што е промашија, туку направија таков кратер, што нема да можеме наредни 10 или 15 години да го пополниме. Но, бугарите викат една работа. Сега гледав една дебата на бугарска национална телевизија, кај што бугарските историчари дебатираат и велат, па тоа беше окупација. Значи, самите бугарски историчари на национална телевизија излегуваат и велат дека 41 до 44 година се случила окупација на Република Македонија од страна на бугарскиот окупатор. Но имаат бугарите една теза за која вреди да се дебатира, тоа е следно. Еве ние и да прифатиме дека сме биле фашисти. Власта е фашистичка. Не е народот фашистички. Да. Како на пример Србија. Ако правела геноцид на Косово, ако правела власта геноцид, не правел народот. Еве германците се нацисти, италијаните се фашисти. Па на било која дебата со италијанец или со германец, ние не велиме народот е фашистички или окупаторски. Тој 0,1% на бугарите им го прифаќам.
тие се фашисти во Македонија, но не е народот фашистички. Апсолутно. Тоа се согласуваме, тука нема дискусија. И тоа се некои работи кои ние треба да ги надминеме. Или излага лидерот на опозиција, вели, ако беше Гоце Делчев жив, власта ќе го прогласаше како антизападен елемент, лидер на опозиција. Ако бил Гоце Делчев жив, ќе го прогласала власта за антизападен елемент. А зашто да го прогласи за антизападен елемент? Ама не, тоа е видимо, па тоа Зашто зборуваме да таа го- заблуденост да по секоја цена оној другиот му се покаже дека не е во право, дека не знам што и во таа смисла. Да, Гоце За тоа зборуваме. Да, Гоце Делчев се борел за независна Македонија. Внуката него го кажува. Целата историја. И да не- Уставот 96-та година го пишал Гоце Делчев, ефто. говори за македонци. Сега бугарите ја менот историјата ела дека Ѓорче Петров до 1918 година се уште говори за македонски бугари. Значи Гоце Делчев е всушност Бугарија есенцијата. дека кажи само, мислам тука е тоа финалната дискусија дека македонци имало почетокот на 20-тиот век. И пукат Како ко- ама пуке пукнат и ко се стакло. завршува. Ама пукат ко стакло. Јас тој кажам Гоце се признавам, Гоце се борели за ослободување на Бугарија, тие телови кои што према. Ама не пресервите се на работа. Но тоа што јас Гоце воопшто нема никога да го поставиш Но то- како но тоа што како јас- тема на расправа. сметам дека За нас е Гоце дека Гоце сега. се борел за независна Македонија, дека е апостол. Значи сето тоа што го сметам. И јас не можам да го скрием фактот дека Гоце работел во екзархиски училишта. Така да. И ние не смееме Дека бил турски државјани на некој начин, ајде. дека ние не смееме да правиме карикатура од Така држава, е. од историја. Така е. И тоа што го прават другите да го правиме ние. Не, сигурно. Тоа е недозволиво. Ние во овој момент Ама клучот е ке бугарите. правиме една социјална Facebook, Twitter реалност Клучот која е тука. ни креират разни Никаде партиски не- дувла, Да. разен олош на социјалните мрежи, така натаму и ние се соочуваме со една таква виртуелна реалност кој разни отпадници од општеството наоѓаат прибежиште на социјалните мрежи, се групираат на социјалните мрежи и формира таква една виртуална реалност која нит нешто добро ќе ни донеси, а пак ни одговара на менталитетот на македонецот, како да ти кажам, на македонката или на Како му Македонија. објаснувам на еден од овие, ајде да не го спомнувам името, еден познат бизнисмен се разочара, пропадна и се врза за Фейсбук. Сега на Facebook. Сега на Фейсбук и му викам вака, тоа е последно уточиште. Нема каде. Немате каде и таму, види кој е неговиот одговор. Моето уточиште е Македонија. Тие не можат семејствата да си ги одржат. Што фатиле во рака во животот им пропаднало. Све што пробале уништиле и сега на Фейсбук ја спасуваат Македонија. Така да. Па мислам дека треба да им речеме, ке ве молиме, Молиме да. немојте да ја спасувате. Ако ја спасувате Македонија, ко све што уништивте во животот, од децата, семејството, бизнисите и све што сте фатиле, тогаш немојте да ја спасувате Македонија. Каде ќе завршиме, професоре, еве за крај? Каде ќе завршиме? Добро, некои работи се нормални како и во сите околу нас. Зошто ни се случува сега? Која цена ја плаќаме? Цената е висока да е. Која цена ја плаќаме? Не знаеме уште кај ќе ова сега ќе тргне таа што ја зборуваме ирационална или рационална. Како некој хаос. Тромп, еве сега, нели, почто тоа е Не модерно. знае кај ќе застане тој сега. Видите, Тоа е проблемот. ова е модерно сега, нели, во Ако пандемијата. застане на некој витален орган, така, Па Диди Мери, нели се гледа. мозок и тоа е веќе едно. Ако застане некаде на нога, не знам што тоа, е нешто друго. Може да биде без на нога. Ние сме сега како организам во кој може да се откачи тромп. Откачено. И ние не знаеме каде тој тромп ќе Каде експлодира. ќе застане он се, каде ќе луцира. Тоа е проблемот. Зашто ние имаме една власт која е срушена 2017 година и се уште жилаво се бори и вели не дека ние треба да се реформираме, туку Знаеш зошто се бори? Има многу пари, црни пари во оптек, неисправни. Уште се перат. Ќе се исперат тие и се ќе се смират. Тоа трае меѓу 5 и 8-10 години. Прилика 5 години. Зависи, не. ние сме на трета сега, на четврта година. Ние сме четврта и би Значи, требало за уште- година, да се
добар дел тоа се некако. Ова се Ајде сме живи и здрави, па за година-две ќе ве викнеме да име дали сте били управа. Јас се надам дека ќе бидам. Значи треба да се исперат црните пари. Да. И ќе бидеме Тоа после беше мира. ова, речи го, почетокот на 90-тите години, кога почна таа приватизација и треба негде 7-8 години за да сето тоа се испере. Да. Така? Да, до кај 98 година. Па, испране. И кој каше во носи, што ќе земе? Не може да поделиме. Не може да поделиме. Сега, значи црните пари И треба... од тој буџет од 800 билиони, како беа 900 евра, Пица буџет. буџет, направија 2-3 милиарди, нормално. И Сега- почна Скопје, 14-та, почна тоа и така натака. И тие пари уште стојат, добар дел, еден дел стојат. Не се испрани. Па се носа натаму се тие може да се исперат вака и да речеме добро. тргнат. Значи за 2-3 години ќе И тие ќе бидат луѓе тие се борци после за правна држава, за закони, за правила, за ред. Тоа се законите. Значи тоа го чекаме за да станеме нормално. Очекаме да. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ако ви се допадна вечерашната емисија, ако ви се допадна вечерашната интервју со господинот Илија Цески, ви најавам ново дружење недела во 22 часот. Веќе имаме неколку варијанти што би можела да биде темата на емисијата во недела во 22 часот. Едната варијанта е дали Бранко Царенковски ќе прави нова политичка партија. Ако имате некои сугестии, ако имате некои размислување, можете слободно да ми пишете или на Facebook, или на YouTube. Јас секогаш ги читам вашите размислувања, секогаш ги прифаќам вашите сугестии. Ако сум во можност и ги реализирам поголем дел од тие сугестии или тие препораки за емисии кои вие ми ги праќате. Ново дружење недела во 22 часот. До недела во 22 часот. Пријатно вечер Македонија, каде да си.